Добро утро. Да си кажеме ова утро за можната професија, односно за професијата на иднината во ликот на инженерството. Зошто младите да станат успешни кариеристи инженери? На оваа тема, како и за манифестацијата избор на млад инженер на годината, зборувам со Катарина Тројачанец Динева, универзитетска професорка од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Добре дојавте во студиото на Тела. Благодарам. Пред се благодарам за поканата и можноста да бидам дел од оваа емисија на Телма телевизија и да ја доближам до пошироката јавност наградата која што за прв пат оваа година почнува да се доделува од страна на инженерската институција, а воедно и да го доближам и на некој начин да го истакнеме значењето на инженерството како еден, може да се рече, еден од двигателите на денешното современо општество, понатаму да го истакнеме значењето на младите таленти во целото ова инженерство. Да. Млад инженер на годината, велите нова награда, ново воспоставена манифестација, институција што треба да ги поттикне младите да се ориентираат кон инженерството како нивна идна професија. Изборот ќе се случи во март, на 21 март. Она што е сега во овој момент битно е дека до 25 трае пријавувањето. Има еден линк на кој сите заинтересирани инженери кој ги исполнува условите и кој се може да се пријави за ова. Потребно е да се исполнат пред се возрастната граница, нели, да имаат не повеќе од 35 години, да бидат инженери и се разбира да бидат мотивирани, да бидат дел од ваквиот надпревар, а за мотивациите секако ќе спомнеме и малку покасно. Значи, сите млади инженери од било кој поле. Која област? Од сите полиња? Од сите полиња, токму тоа сакав да го нагласам, значи од било кое поле на инженерството, од било која сфера на инженерството, без ограничување во тоа дали работат во индустрија, академија, било каде, може се разбира да се пријават и да бидат дел од овој надпревар. Еве, вие лично, како млада дама, кога се представувате како вонреден професор од Финки, вели се доживувате себе си и се сметате повеќе за инженер или за универзитетски професор? Ако мора да одберете еден профил, како прво се представувате? Генерално, кај мене одат двете некако заедно, значи од една страна доаѓа академскиот аспект, од друга страна доаѓа инженерскиот аспект, кој што постојано, барем јас се обидувам да ги надополнувам едно со друго, за да на таков начин мислам дека осеќам дека комплетно придонесувам во она што сум го избрала како професија. Неретко инженерите се и универзитетски професори, меѓутоа тоа не е услов. Има инженери кои се само инженери и професори кои не се инженери. Кога станува збор за Катарина Тројачанец Динева, инженерката, како се опишувате себе си? Што значи за вас да се биде инженер? Пред се, постојана љубопитност кон откривање на нови сознанија, продлабочување на знаењето, со размислување како сето тоа би се применило во насока на подобрување на секојдневието на целото човештво. Станува збор за нешто што конкретно за мене уште долги години се обидувам да го спојам уште пред можноста да ја изберам мојата професија. Некако медицината и инженерството ми беа двата главни избора. Се одлучив за инженерството, за да на крај успеам и двете да ги спојам преку истражувачката дејност и преку работењето во насока на подобрување и иновирање во инженерски решенија, научни решенија кои што ќе помогнат во медицината. Еве во вашата биографија најдов пребарување на медицински слики, ваша специјалност, и медицински случаи со посебен фокус на невролошки снимки и други податоци поврзани со невролошки заболувања, обработка на слики, машинско учење, длабоко учење, вештачка интелигенција, наука за податоците. На кој начин инженерството би помогнало во случајот на вашиот предмет на интерес во медицината? Што значи тоа на невролошки снимки? Што проучувате и што се обидувате да истражите?
Имајќи предвид дека во денешно време навистина е огромно количеството податоци кои што се произведува во рамки на медицинските испитувања за пациентите, толку е големо тоа количество на податоци што дури и невозможно да од еден човек биде за брзо време обработено. Инженерските и научните решенија ни овозможуваат, новите технологии се разбира, во различни насоки ни овозможуваат брза и ефикасна обработка на сите тие податоци кои што постојат во денешно време во светот од различните болници, истражувачки центри, за да им помогнеме на лекарите, да им дадеме второ мислење на некој начин, да тие можат кога ќе дојде некој пациент да добијат едно второ мислење при одлучувањето кое што несомнено треба да го направи. Ајде со малку поедноставни зборови за да разберат сите. Так. Пребарување на медицински слики и медицински случаи. Нешто во стилот на рентген го истражувате рентгенот како метода на снимање на малку компјутерска томографија или нешто? Малку поинаков аспект. Ајде да кажеме дека доаѓа пациент на првото клиничко испитување. Главно мојот фокус е во пред се снимки од магнетна резонанца за пациенти со Алцхаймерова болест, но дополнително тука имаме и други податоци како различни други радиолошки снимки, како позитронска емисионна томографија и слично, когнитивни тестови кои што вообичаено им се прават на пациентите, генетски испитувања и така натаму. Вие сте фокусирани на методот на снимање, на апаратот за снимање или на што? Не, туку на обработка и земање предвид на сите овие податоци. Значи се обработуваат сите податоци и сите тие се земаат како еден вид на медицински случај кој што го опишува самиот пациент. Сите пациенти во текот на испитувањата си имаат своји медицински случаи со различни видови на вакви податоци кои што биле карактеристични за нивните случаи кога дошле на испитување. Кога даден пациент, имаме нов пациент доаѓа на испитување, она што јас го правам е опишување на медицинскиот случај преку еден така наречен дескриптор или вектор со различни обележја кои што го опишуваат самиот пациент. То докторот не го прави на тој начин? На малку поинаков начин. Докторот она што го прави е малку поинакво во однос на ова, сега ќе истакнам во кој дел. Значи, се земаат предвид при тоа медицински случаи во огромни бази на податоци кои што се веќе достапни. Се прави пребарување на дадениот опис на новиот случај со сите веќе постоечки во базата. И се наоѓаат најслични случаи на дадениот пациент. Тоа може да ни даде информација за тоа. Каков е прогресот на заболувањето, во која фаза во моментот, прво, дали се работи за заболување или не. Потоа, во која фаза на заболувањето се наоѓа пациентот, каков е прогресот на болеста во однос на сличните други случаи. Ако кај различни други случаи се давале известни терапии, каков бил одговорот на тие пациенти, на нивниот организам во однос на тие терапии, имајќи го предвид заболувањето. Но што е разликата што ја прави лекарот и што ја прави инженерот во оваа ситуација? Так. Методологијата е само различна или пак и нешто друго? Обработката и земањето предвид на огромното количество податоци. Што може би не во секој момент може да се обработат или исчитаат или разгледаат толков број на медицински случаи и ваквата проверка да се направи за брзо и кратко време. Значи да му дадеме на некој начин потпора на самиот лекар, исто така со новите методи на длабоко учење и слично, може да се од самите податоци да се извлечат зависности, параметри кои што не е лесно брзо да се извлечат на начин како што денешните технологии и брзината со која што тие тоа го прават. Значи, не сакаме да ги замениме, тоа морам да истакнам. Сакаме да им бидеме од помош,
да им дадеме второ мислење, да им дадеме подкрепа, евентуално насока. Во таа смисла соработувате со познати невролози во Македонија? Имате соработка со клиники, со медицински факултет? Како оди истражувањево или сами го терате? Во моментов она што делумно недостасува е добро воспоставена подлога за соработка со медицинските стручњаци. Она што навистина ни е неопходно да го имаме нивното мислење, што е на што им е битно, меѓутоа во постојана се работи на тоа да воспоставиме добар начин на соработка со лекарите од земјата, лекарите од странство, преку различни проекти кои што постојано се активираат. Еве, можам да кажем дека и во моментов е активен еден таков проект кој што има за цел да вештачката интелигенција ја доближи токму кон невролошките истражувања и за кој што се прават постојани комуникации со клиничките центри пред се во земјата, но и од страна на сите партнери во проектот, за да може да се доближат двете сфери, за да може да соработуваат заедно и да произлезе едно решение кој што ќе биде од корист пред се за лекарите и навеќе за пациентите. Добро, во вашата биографија гледам, сте биле исто така добитник на награда Инженерски прстен, една етаблирана награда во Македонија, која веќе со години наназад се дава на истакнатите стручњаци во разни области кога станува збор за инженерството. Што ве поттикна вас да се определите за оваа професија, па и на некој начин да ја спојувате со медицината сега? Каде се корените на интересот? Природните науки, што најмногу ви лежи лично? Природните науки од секогаш ми лежеле. Предизвиците, начините на размислување кои што ги имаме во инженерската наука некако во даден момент стана по-доминантни, така се одлучив да токму за оваа професија. После како што навлегував понатаму во професијата, целото тоа размислување, начинот на кој што како сфера може да се примени за подобрување на човечкото живење, за подобрување на квалитетот на животот. Бевте на крстопат инженер или невролог да станете, па избравте инженер? Да, токму. И сега се обидувате тоа втора ваша пасија да ја интегрирате и да ја споите. Да. Добро, тоа е вашата индивидуална приказна кога станува збор за инженерски прстен и потоа градите кариера како универзитетски професор сега на Финки. И од неодамна сте претседател на комисијата за избор на млад инженер на годината. Колку луѓе очекувате да се пријават? Рековте возрастна категорија до 35 години од сите области на инженерството. Има ли интерес до сега? Со оглед на тоа што крајниот рок за пријавување е 25 февруари, меѓутоа почнате рокот. Каков е интересот? Колку луѓе се пријавени? Интересот е, се уште можам да кажам дека не е огромен, посебно со оглед на тоа што е нова иницијатива. Всушност се две иницијативи, би сакала да ги истакнам и двете кои што ги има од годинава инженерската институција, се работи токму за оваа награда и за уште една иницијатива, тоа е најактивна членка на инженерската институција. Она што во случајов би сакала да го истакнам е дека имаме интерес, иако можеби не е од огромен карактер, меѓутоа интересот постои, што навистина не радува, меѓутоа она што сакам да истакнам е дека ние како комисија, како инженерската институција верува во младите дека можат уште повеќе да се мотивираат преку учество во оваа награда. Не само од аспект на инженерските достигнувања кои што ги имаат. Она што е битно кај оваа награда е дека ја гледаме целата личноста како целина, со сите вештини кои што ги поседуваат инженерите дополнително и надвор од инженерските достигнувања во смисла на лидерство, инспирација за останатите луѓе, пренесување на знаењето,
мотивирање, понатаму влијание општествено и етичко. Сето тоа се цени и сето тоа се разгледува како дел од оваа награда. Убаво е кога човек има пасија и кога има цел зацртана и ете како вие си поставил за цел да ги спои медицината и науката, па да помогне на човештвото преку таа соработка, односно на инженерството во услуга на медицината. Меѓутоа, зошто во земја како Македонија, која за наука знаеме како ја третира науката, на кое место е науката, со, да не речам ограничен, туку минимален буџет за истражувања и за спонзорирање на такви проекти какви што терате, некој би се определил за инженерството. Што би бил мотивот кога знаеме дека голем број докажани и признати светски имиња кои потекнуваат од овде, беа принудени, за жал, да си заминат од Македонија во неможност, иако се капацитети, да најдат достоинствена работа во Македонија, односно да чекаат со години за вработување, па на тој начин беа принудени да си го бараат патот. Преце, како што и веќе спомнав, инженерството е едно поле каде што постојано се соочуваме со барање на нови решенија. Тоа повлекува да сме љубопитни, да го продлабочуваме знаењето, за да потоа го примениме целото тоа знаење во подобрување на животот на самите луѓе, генерално на секој поединец, на самата држава, но и на целото човештво. Но тоа е повторно работа на пасија, на хоби, на страст. Так. На лична амбиција и цел. Кога станува збор за општествениот статус на инженерот во Македонија, како тоа би го опишале? Инженерите често, можам да кажам доста често, наоѓаат брзо и лесно вработување. Тоа е еден факт. Не можам да кажам дека за сите сфери е така, меѓутоа во глобала може да се каже дека брзо може да најдат работа. Неретко таа работа е и добро платена, меѓутоа јасно има ситуации во кои што и не е доволно платена, па мораме да наоѓаме различни решенија преку промовирање на она што се работи, за да истакнеме зошто е тоа важно, па на таков начин да се добие финансиска и друг вид на поддршка. Значи, не може да очекуваме секогаш дека нешто ќе ни е сервирано, добро платено, ние само треба да работиме. Колку инженери продуцираме годишно во сите области? Имате ли бројка? Немам конкретна бројка генерално колку инженери, меѓутоа навистина е огромен број. Фактот што многу брзо наоѓаат работа значи дека во ред сме, односно не се презаситени гранките. Со најновите потреби во однос на примена на инженерството во климатските промени, во телекомуникациите, во градежништвото, архитектурата, софтверскиот развој, доаѓањето со огромна брзина на вештачката интелигенција. Има навистина многу што да се работи и како инженерите да го најдат своето место. Но да, за тоа треба да се потрудат. Не е сервирано се, условите не се перфектни, но верувам дека трудејќи се да го промовираме она што го работиме, зошто е тоа битно не само за нас како поединци, туку за целото општество, мислам дека постепено се обидуваме да наоѓаме начини да она што го работиме биде изводливо да го изработиме. За жал ги спомнав имињата кои, односно не имиња, туку спомнав примери на многу нашинци успешни во светот кои градат успешни инженерски кариери во светски познати брендови, гиганти и во НАСА, и во големи научни институции во светот. Имавте ли вие лично некој рол модел кога се определивте за инженерската професија? Некој урнек, некој идол во професијата по чии патеки тргнавте? Можам да кажам дека Стивен Хокинг е идол кој што еден од идолите кој што го имав, неговата мотивираност Тој е Нобеловец за да го достигне целото она што навистина успеа да го постигне и покрај ограничувањата здравствени кои што ги
имаше, мислам дека е еден од најголемите двигатели, односно дава огромен мотив. Сега, спомнавме дека голем дел од инженерите се навистина надвор од земјава, во Google, во NASA, на најразлични други реномирани истражувачки центри и други места каде што го нашле своето место од различни причини. Дали од желба да видат што е оно што е надвор, дали од неможност тука да го покажат својот дел, тоа веќе го продискутиравме. Меѓутоа, она што е битно и тука сакам да го истакнам е добро е и треба да биде поттик генерално за сите инженери да го најдат својот пат, да изглезат малку надвор од границите, меѓутоа продлабочените знаења, постигнатите нови искуства, сето тоа да го вратат и дома, да го применат секаде каде што можат и повторно потоа да го издигнат на едно, значи да не остане тука, да го издигнат дури и на меѓународно ниво. Тоа е еден круг кој што сите постојано треба да го одржуваме, да продлабочуваме знаења, да излеземе малку надвор од границите, да видиме што се случува во светот, какви се тие истражувања и иновации кои што ги има, да работиме со други луѓе, мрежувањето е тука, да разменуваме идеи, да доаѓаме на нови сознанија, но да не забораваме од каде сме тргнале. Да го вратиме сето дома и повторно да го издигнеме на едно повисоко ниво. Каков е интересот на новите генерации за инженерството? Работите со студенти? Има ли професионалци, луѓе кои со страст се посветени на науката? Апсолутно да. Значи имаме такви студенти со кои што навистина е задоволство да се работи. Имаме млади инженери, научници со кои што постојано комуницираме, сме во контакт, нели, апликативната примена во индустријата, спојувањето на академијата со индустријата е секогаш е од клучно значење. Има навистина кадри кои што се мотивирани и кои што сакаат да работат. А за оние кои што не се, и ние треба да се потрудиме уште повеќе да ги мотивираме. Кој е вашиот личен впечаток кога станува збор за разните инженерски струки? За која инженерска струка има најголем интерес? Или каде во Македонија има најголема побарувачка? За која инженерска струка? Можем да кажем дека инженерските струки, како што спомнав, се доста барани. Меѓутоа, поаѓајќи од она што ми е мене најблиско, развојот на софтверот несомнено е нешто што се бара. Обновливите извори на енергија е нешто што не прати, постојано има огромна примена и е барано. Градежништвото и архитектурата. Не би сакала да истакнам една или неколку гранки. Дури и најмалиот придонес можеби за некои гранки има огромно значење за целото човештво, или може да кажеме дека не би можеле без тоа да функционираме. Секој едно такво делче од сложувалката си наоѓа место во човековото постоење. Она што е битно е да ги негуваме сите тие гранки, да ги спојуваме интердисциплинарно, да на крај работиме сите заедно за да постигнеме подобро утре за човекот. Рековме нашинци докажани во Microsoft, Google, NASA, Oracle, во областа на софтверскиот инженеринг и IT индустријата, потоа нашинци исто така докажани во електротехниката и енергетиката. Имаме исто така врвни имиња кога станува збор и за аеронаутиката и вселенската технологија. Так. За жал, овие луѓе не се многу медиумски експонирани во Македонија и пиедесталот им го оставаме на некои други антихерои, за жал. Меѓутоа, спомнавте градежништво, архитектура, автомобилска и механичка индустрија, група на тим на македонски инженери има голем изум, односно големо олеснување за една автомобилска компанија, дадоа огромен придонес и на некој начин го олеснија и го поевтинија производството. Потоа во роботиката и автоматизацијата имаме нашинци кои работат во странство и се врвни имиња. Дали вие
како професори кога одите на тие меѓународни проекти или кога имате учество во тие меѓународни проекти, се чувствувате рамноправни со вашите европски колеги или се чувствува таа инфериорност поради недостигот на пари во областа на науката или тоа дека доаѓаме од земја која не е членка на Европската унија? Каква е соработката со вашите европски колеги? Најчесто можам да кажам дека апсолутно не постои некоја страшна разлика. Може би е тешко да се дојде до учество во такви проекти, меѓутоа моето мото секогаш е, ако не сме успеале во нешто, треба повторно да се потрудиме и да се потрудиме повеќе. Да наоѓаме постојано начини да тоа го направиме. Но кога сме веќе дел од таквите проекти, сосема рамноправно можеме да учествуваме во нив и соработката е најчесто одлична, односно не може да се осети некоја разлика. Но токму и затоа е учеството, мотивот за учество во таквите проекти, бидејќи кругот се врти, тие се најчесто добро финансирани и на таков начин можеме да правиме заеднички истражувања, да стигаме до нови резултати. Уште нешто што сакам да истакнам, она што спомнавте дека навистина тие големи, тие личности кои што се надвор од земјава и не се медиумски покриени. Токму и тоа е една од целите на организирањето на оваа иницијатива и доделување на награда. Да може да учествуваат и на таков начин да влијаеме во промовирање на нивните имиња на инженерството, за да може и тој дел да го надминеме. Еве, мотив избор на млад инженер на годината. Потоа веројатно инженерски прстен. Имате ли сознание каде се оние 200 и кусур инженери од Македонија кои се добитници на наградата инженерски прстен која функционира во изминатите 20 години? Дали се поголемиот дел од нив останаа во Македонија, градат успешни кариери овде или за жал заминаа и тие? Не има секаде. Тоа е она што можам да кажам и тоа е добро. Тоа е добро. Она што е уште подобро е што сме во комуникација. Инженерската институција организира такви заеднички сесии на разговор преку кои што можеме да разговараме со нив и некако да се обединиме на едно место, да разменуваме идеи, да ги видиме искуствата нивни, да дадат придонес, да кажеме што е оно што се случува кај нас. Оно што можам да кажеме дека инженерската институција постојано организира настани преку кои што се промовира инженерството, се доближуваат инженерите од земјата и од странство кон тие настани преку различни предавања, работилници, семинари и така натаму, кои што со што се надминува онаа представа дека луѓето ни избегале. Да, но со денешниот начин на комуницирање, комуникациите во денешно време го надминуваат, односно овозможуваат да се надмине тој дел да еден човек е на едно место на земјата, а некој на сосема друго. Која би била крајната цел на еден успешен инженер? Крајната цел е секогаш да преце. Она што никогаш не сме да престане да го прави е да е љубопитен, да го продлабочува своето знаење. Дополнително да развива иновации, да развива решенија за да го подобри животот на човекот, да го подобри квалитетот на живење на целото човештво. Уште една работа, вмрежувањето. Мораме заедно да функционираме како единки. Многу пати сум спомнала една мисла на Џон Дон. Ќе ја спомнам и сега и секогаш кога имам прилика да тоа го споделам со пошироката јавност. Ниту еден човек не е остров сам за себе. Тој е дел од една поширока целина. Тоа е она кон што треба да се стремиме. Мрежување, размена на идеи, размена на иновации. Конечно подобрување на животот на човекот. Професор, ќе ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. Се надевам дека со нашиот разговор инспириравме дел од гледачите можеби да се определат за инженерската струка и да се пријават на предстојниот избор на млад инженер на годината. Благодарам за гостувањето уште еднаш. Ви благодарам уште еднаш за можноста да сето ова им го доближиме пред се на младите инженери, генерално на сите луѓе. Да, затоа што инженерите ја градат иднината.
Благодарам.